Општина Куманово етапно ќе ја реконструира Соколана, еден од најубавите и највредни архитектонски градби во Куманово. Реконструкцијата ќе се одвива во неколку фази, а за почеток се одвоени 130.000 евра. Интервенцијата доаѓа откако конзерваторскиот центар даде позитивно мислење дека на објектот може да се работи. Првин ќе се зајакнува статиката и ќе се интервенира на кровната конструкција. Втората фаза е замена на фасадата, менување на столаријата, па ќе следи уредување на внатрешноста и дворот. Лани владата одобри 9 милиони денари, но истите беа повлечени бидејќи не се потрошија во предвидениот рок. Од општината се надеваа дека државата ќе даде поддршка на овој проект, бидејќи Соколана има богата историја. Изминативе години неколкумина активисти и спортски работници апелираа да се врати стариот сјај на Соколана, која е символ на богатиот спортски и забавен живот. Беше направена голема грешка кога 90-те години овој објект беше даден под концесија на одредени поединци и тогаш објектот беше навистина оставен на забот на времето, меѓутоа пред неколку години градот си ја врати назад Соколана, што и нормално и така треба да биде, и од тогаш па до сега се водеше битка да Соколана се врати на граѓаните во вистински смисол на зборот и еве сега ќе започне реконструкција, ќе се работи, како што рековте, во повеќе фази. Она што е најважно, Соколана, бидете сигурни, ќе биде завршена, ќе биде дадена во употреба на граѓаните, на сите наши сограѓани и тука внатре во Соколана би сакал да напоменам еден многу битен момент. Дел од зградата ќе биде спортско-културен музеј, каде што ќе бидат сместени фотографии од сите познати спортисти на Куманово, познати музичари, така да Соколана би требало да има еден спортско-музички, да кажем, музеј кој на некој начин ќе представува сатисфакција за сите луѓе кои работеле и твореле во ова наша спортска убавица. Многу познати архитекти од Република Македонија па и пошироко рекоа дека ова е навистина многу убава зграда со необичен архитектонски стил. Јас не можам да зборам во детали за тоа, бидејќи не сум надлежен, меѓутоа самата убавина импресионира кога ќе погледнете Соколана, а и добро е што еве скоро 100 години обстојува, инаку има преживеано Втора светска војна, постоела опасност да биде срушена, меѓутоа за наша среќа таа останала. Инаку самите сограѓани за Соколана кажуваат најубави работи, дека тука ги започнале првите контакти со спортот, убави игранки, дружења. Тука паднала првата љубов, многу другарување се стекнале, многу нови пријатели и секако тука се неодменливите и незаборавни зимски кошаркарски турнири во Соколана, кои ставија печат на развојот на кошарката во Куманово и Република Македонија. Тоа беше еден голем празник за градот на Куманово. Турнирите започнуваа наутро во 8:30, а завршуваа дури во 12 истиот ден навечер. Салата беше преполна и градот Куманово на некој начин стана препознатлив во поранешна Југославија токму преку тие зимски турнири, а преку Соколана се разбере. Објектот Соколана е изграден во 1930-тите години. Во 2019-та владата по 20 години го врати во владение на општината. Со Соколана, спортската сала, градскиот стадион и стрелиштето претходно стопанисуваа приватни лица.